Денес, заедно со подпредседателот на партијата Фатмир Битичи и со членот на Централниот одбор Филип Николовски имавме средба со директорката и членовите на одборот на Македонија 2025, значи со професорка Никица Мојсовска-Блажевска и со представниците од фондацијата, со дел од нивниот управен одбор, на кој што разговаравме за економските показатели кои што тековно ги имаме во државата, но и за идните економски мерки од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со посебен фокус на економските мерки, на соработката со диаспората, дигитализацијата, реформите во јавната администрација и владењето на правото и борбата против корупцијата. Јас сум економист, но за мене и за СДСМ се секогаш важни ставовите и предлозите на економските експерти, бидејќи само на тој начин би имале ефикасни мерки и политики за развиена економија. И овој состанок нормално доаѓа токму во таа насока, бидејќи Македонија 2025 е респектибилна институција, која што не само што има врвни експерти од Македонија, кои што се дел од неа, туку и навистина истакнати членови на македонската диаспора пред се во Соединетите Американски држави, кои на секој начин сакаат да помогнат на својата и на нашата држава. Разговаравме за сите теми кои што се од интерес на економската сфера во државата и на другите кои што ги кажав. Јас тука би сакал да истакнам дека нашата економија навистина помина низ неколку тешки кризи. Владата во изминатите 7 години и во последните 2 години, особено кога јас бев дел од неа, се соочивме со тешки предизвици. Прво, справување со ковид кризата, потоа пост-ковид кризата, енергетската криза и секако последиците од војната во Украина, кои што има тешки последици врз економијата во Европа, меѓутоа и во нашата држава. Ние во тој период цело време презедовме одлучни и храбри чекори за одржување на економските параметри, за ликвидноста на компаниите, за заштита на стандардот на граѓаните и докажавме дека и во време на тешки кризи секоја мерка може да има позитивни резултати кога се работи напорно и кога се има визија. Кога кажавме дека ќе имаме просечна плата од 500 евра, никој не веруваше, но денес не само што го исполнивме тоа ветување, туку и го надминавме. Просечната плата денес е 650 евра, тоа е за 50% покачување за над половина милион наши сограѓани. Пензиите во просек се повисоки за 6400 денари од она што беше во 2016 година и исто така зголемување представува поголемо од 50%. Воедно, што навистина не прави горди и како влада, и тука пред се сакам да истакнам позитивната улога на вице-премиерот Битичи, е што поддржавме 919 македонски компании со 100 милиони евра поддршка од буџетот и само преку овие инвестициски циклуси заедно со компаниите се отворија над 5000 нови домицилни работни места, преку половина милиарда инвестиции вкупно колку што изнесуваа заедно со она што го инвестираа приватните компании на основ на 100 милиони евра државната помош која што беше обезбедена. На денешниот состанок со нашите гости ги разговаравме и идните мерки во нашата програма кои гарантираат одржлива, иновативна и конкурентна економија. СДСМ има многу јасен план и конкретен план за покренување и раст на економијата. Ние нема да се откажеме од идејата за просперитетна држава и подобар животен стандард за сите граѓани. Планирани се 180 милиони евра за поддршка на домашните компании, што е за 80% повеќе од она што го добија во текот на изминатите години, а исто така сакам да потенцирам дека до 2016 година таа помош изнесуваше нула. Исто така планирани се 3,5 милиарди евра јавни капитални инвестиции заради зајакнување на економскиот раст и развој. Минималната плата ќе биде 600 евра, а просечната 1100 евра до 2028 година. И пензиите ќе растат, 20.000 денари минимална пензија и 30.000 денари просечна пензија до 2028 година. Невработеноста ќе се намали од 12 на 7% до 2028 година. Ова го сметаме за апсолутно остварливо, со оглед на тоа дека докажавме дека од 2016 година до денес ја преполовивме невработеноста, која што беше 25%, а денеска е 12,6%. Секако дека дополнителен позитивен импулс на економскиот раст ќе даде и планот за раст на Западен Балкан,
кој што го подготви Европската Унија во соработка со земјите од Западен Балкан, кој ќе го забрза растот во регионот и ќе ја приближи нашата држава до економските стандарди на Европската Унија. Затоа и е важно да продолжиме по европскиот пат, за што се залагаме со нашата програма за европска иднина. Ние докажавме дека знаеме што правиме, знаеме по кој пат треба да се движи државата за да имаме напредок, просперитет, задоволни граѓани и пред се напредно стопанство. Денес имаше презентација и на извештајот на Светската банка, каде македонската економија се покажа врз основа на овој извештај дека во 2023 година била отпорна на сите кризи и дека има позитивен раст на економијата, иако понизок во однос на 2022 година, но тоа е токму поради влијанието на слабиот резултат на економиите во Европската Унија и на војната во Украина, што многу јасно е нотирано во извештајот. Но нотирано е исто така намалување на сиромаштијата, пад на инфлацијата на 3,6%, пораст на минималната и на просечната плата, што навистина представува задоволство да се чуе кога една ваква реномирана светска финансиска институција ќе даде ваква оценка за резултатот од мерките кои што сме ги преземале во текот на изминатите 2 и во текот на изминатите 5 години во време на кризи. Секако има уште многу да се работи до постигнување на целта. Свесни сме дека во изминатите години направивме грешки и за тоа преземаме одговорност, но една работа направивме апсолутно правилно, ја идентификувавме визијата за нашата држава и не се откажавме од тоа дури и во најтешките моменти. Македонија стана членка на НАТО и успешно ја водиме државата кон Европската Унија преку веќе отворените преговори и јасната преговарачка рамка. Со сегашните и со идните чекори и политики, ние, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за европска иднина, сме на прав пат за исполнување на втората стратешка цел, а тоа е членството во Европската Унија. Северна Македонија јасно е дека нема друга алтернатива освен Европската Унија. Тоа е клучот за развиена економија, за подобар животен стандард, за поголема борба против корупцијата, за подобро владење на правото, за пофункционално здравство, образование и за подобри услуги за граѓаните какви што ги заслужуваат и какви што ги сакаат. Сакам на вас да ви се заблагодарам за присуството, да се заблагодарам и на Филип и на Фатмир кои што учествуваа во овој состанок. Представниците на Македонија 2025 нормално мора да одат на други состаноци, затоа ние ја даваме изјавата за она што разговаравме и секако и некои други економски теми кои што се од интерес за граѓаните. Доколку имате прашања, тука сме да ги одговориме.